Жителите на ова мало во Теарце конечно го дочекаа поплочувањето на нивната улица. Средствата ги обезбеди локалната самоуправа, а патот ќе го градат самите. Се надеваа дека ќе се соберат доволно ентузијасти и дека за кратко време ќе завршат со поплочувањето на уличката, која досега беше каллива и постојано им создавала проблеми. Уште кога беше акцијата за знање и имање, остана уште овој пат ненаправен таму некаде далечната 1988 година. И од тогаш до денеска не се најде градоначалник или некој да ни помогне да ја направиме оваа улица. Само оваа улица остана ненаправена у Теарце. Благодарение на сегашниот градоначалник, кој што најде разбирање со нас, со населението, ние повеќе пати сме дискутирали со него. И еве сега дојде денот кога он ни помогна да направиме оваа улица и да го заокружиме, да ја закружиме патната инфраструктура во село Теарце. Ние мислиме дека ќе се собереме сега неделава цело мало вака како што е и да го поставиме за неделава све готово да биде. Зависи како ќе биде и со и уште материјал треба да се донесе, треба да се копа, да се дотерува. Една недела ја мислам дека ќе биде. За градоначалникот на општина Теарце Исен Асани, со оваа втора фаза од уредувањето на улицата се реализира и план програмата на општината за годинава. Со тоа се продолжува со подобрување на патната инфраструктура. Моментално сме на вториот сегмент за бегатонирање на ова улица, бидејќи првата улица е завршена, значи од горната џамија до црквата доле, а сега сме на добар пат исто така и овој дел да почнуваме денеска и се надевам дека за еден краток период и овде ќе го завршиме, значи цела инвестиција од општина Теарце. Колку е должината на патот? Па должина на патот, значи првиот сегмент и вториот близко 1 километар, можда и више. Значи автоматски ќе фаќа површина над 1000 метар квадрат бегатони и више. До крај не се знае точно, бидејќи зависи од теренот. Инвестицијата колку е? Не можеме да ви речеме. Од почеток, значи, до крај ќе видиме како ќе излегуваме и од барањето од граѓаните овде што живеат, значи секогаш тоа што го барат граѓани, ние секогаш гледаме како сервис да им бидеме на услуга. На отпочнувањето со работа бе и од општинската организација на СДСМ Теарце. Побара да се продолжи со обнова на улици и изградба на нови. Заложбите на општинската организација на СДСМ Теарце за решавање на проблемот со оваа улица се остварија. Ова улица беше голем проблем за луѓето, посебно кога времето е врнежливо. Пристапот е отежнат и улицата е речиси непроодна, не само за возила, туку воопшто и за пешаци. Со поставување на бекатонот и комплетирање на реконструкцијата ќе се реши долгогодишниот проблем на граѓаните, како за пешаците, така и за возилата. СДСМ и натаму бара поставување на грбки на улицата Маршал Тито во Теарце од фудбалскиот стадион до училиштето, како и реконструкција на патот во селото Непрашта. Следниве денови теарчани ќе ги засукаат ракавите за после децении да имаат убаво уредена улица.